65 години ракомет во Кавадарци. Тоа беше поводот да се организира академија која на едно место ги собра сите спортски работници во ракометот во Кавадарци некогаш и денес. Оваа игра кај нас има голема традиција. Започна да се игра на почетокот на 50-тите години од минатиот век, а 60-тите, 70-тите и 80-тите имаше зенит во развојот на овој спорт. Многу генерации квалитетни ракометари играа во Тиквеш и во други клубови во Македонија и поранешна Југославија. Тоа беше голема спортска еуфорија. Ракометот имаше респект како спортска игра кај нас. Оваа генерација спортски работници ракометари успеа да го отргнат од заборав златното време и да дадат на ракометната игра нов ветер за да го добие заслуженото место во Македонија. Свечената академија која ја организираше сегашната управа на ракометниот клуб Тиквеш 2014 успеа на едно место да ги собере сите спортски работници и да не потсети на почетоците на ракометот кај нас, но се заложија и за новото време на оваа игра. Академијата се одржа во големата сала на Домот на културата, а на неја се обратија Зоран Јосифовски, актуелен член на управата на градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014, Добре Ставров, основач и еден од најголемите спортски работници во ракометот кај нас, а во културниот дел на програмата настапи триото Ад Либитум. Организаторите се погрижија да направат мощна и импресивна изложба на фотографии од досегашните настапи на ракометниот клуб Тиквеш, на домашните и на средби во гости. Инаку свечената академија ја следеа голем број на поранешни актуелни ракометари и спортски работници во Кавадарци. Почитувани гости, поранешни и сегашни ракометари, тренери и спортски работници, дами и господа. Ми причинува особена чест и задоволство да ви се обратам и да го поздравам вашето присуство на одбележувањето на овој значаен јубилеј 65 години организирано играње ракомет во Кавадарци. Одбележувањето на овој јубилеј ни дава можност сите заедно да се потсетиме на почетоците на оваа игра во нашиот град, како и на сите оние кои со својот ентузијазам, напорна работа, желба за успеси и пред се огромен спортски дух дадоа свој придонес во развојот на овој спорт не само во Кавадарци, туку и во Републиката. Јас нема да зборувам за историјата на ракометот во Кавадарци, за неговите почетоци, за сите постигнати успеси и истакнатите ракометари. Таа чест ќе му ја препуштам на почитуваниот господин Добре Ставров, човек кој несомнено е доајен на кавадаречкиот ракомет и за чие име се сврзани можеби и најголемите успеси на ракометниот клуб Тиквеш. Она на што јас би сакал да се осврнам во ова моје излагање е актуелниот кавадаречки ракометен момент и зошто токму градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014 се јавува како организатор на свечената академија за одбележување на овој јубилеј. Основањето на овој клуб во 2014 година има една јасна цел – возобновување на ракометот во Кавадарци. Клубот е формиран 10 години по престанокот на функционирањето на поранешниот ракометен клуб Тиквеш, во ситуација кога во период од 5 години во градот не функционираше ракометен клуб кој би се надпреварувал во сениорска конкуренција во системот на надпреварување на Ракометната федерација на Македонија. При тоа морам да нагласам дека идејата на ентузијастите собрани околу повторното заживување на ракометот во Кавадарци беше новоформираниот клуб јасно да се профилира како наследник на поранешниот ракометен клуб Тиквеш и со тоа да ја продолжи ракометната традиција која се развива и обстојува во овој град веќе 65 години. Без навраќање кон корените и традицијата нема успех во сегашноста ниту визија за иднината. Сите ние, кои денес на еден или на друг начин сме вклучени во заживувањето на ракометниот спорт во градот, мораме секогаш да го имаме предвид сето она што генерациите пред нас го вложиле во овој спорт, нивните успеси и резултати. Тоа големо ракометно наследство на Кавадарци треба да представува силен поттик во остварувањето на нашите амбиции, градот повторно да биде респектибилен ракометен центар во Македонија. Свесни сме дека тој процес на градењето на клубот и особено воспоставување на систем на работа со младите категории ќе биде долготраен, исполнет со многу предизвици, потешкоти и неуспеси. Но јас сум длабоко убеден дека со упорност, честност и посветеност кон ракометната игра, поставените цели можат да бидат остварени. Нашите позитивни очекувања се засновани на фактот што и во овој исклучително тежок
период за ракометот во Кавадарци. Малкумината ентузијасти кои во услови на нефункционирање на сениорскиот тим работеа со млади категории, создадоа млади ракометари кои во овој момент главно го носат товарот на надпреварувањето во првата македонска ракометна лига. Внимание заслужува и тоа што еден наш ракометар е член на кадетската репрезентација на Македонија, а нашиот пионерски тим надпреварувањето во есенската сезона во својата група го заврши на првото место без пораз. Она што особено не охрабрува е постојаното зголемување на кругот на пријатели на клубот, кои со своите спонзорства го овозможуваат неговото функционирање. Ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам на сите оние кои во изминатите 4 години издвоија дел од своите средства, помагајќи овој клуб да ги направи своите први чекори на патот кон ревитализација на ракометот во Кавадарци. Жал ми е што на овој наш свечен јубилеј, иако беа поканети, не се појавија ниту представници на локалната самоуправа, ниту на Ракометната федерација на Македонија. Тоа се два многу значајни чинители во овозможувањето на услови за функционирање на ракометот во Кавадарци. Пред се, тука би ја нагласил улогата на локалната самоуправа. Она што не охрабрува исто така е што при првичното планирање на буџетот за спорт за 2018 година, како и најавеното менаџирање на процесот на донирање во спортот од страна на бизнис секторот во Кавадарци, јасно представуваат сериозни чекори насочени кон зголемено инвестирање во спортот и обезбедување на стабилно финансирање за спортските колективи. Улогата на Ракометната федерација на Македонија е исто така значајна. Ослободувањето на клубовите од плаќање на трошоци за суди и делегати на надпреварите на младинските погони представува олеснување и поттик за засилена работа со младите. Се надеваме дека помошта од федерацијата ќе продолжи, а сакаме посебно да нагласиме дека е потребно да се преземат мерки за јакнење на стручните капацитети на тренерскиот кадар во клубовите, особено на оние што работат со помладите категории. Македонија, па во тие рамки и Кавадарци, од секогаш била е и ќе биде расадник на талентирани ракометари. Наша задача и обврска е таквиот талент да го препознаеме, да ги привлечеме децата да се занимаваат со овој спорт и да изградиме систем на работа кој ќе продуцира квалитет. Гледано од овој аспект, од исклучителна важност е соработката со Сојузот на училишен спорт на град Кавадарци. Овој сојуз ги обединува професорите и наставниците по физичко воспитување, кои несомнено први ги препознаваат афинитетите на децата кон ракометната игра. Конечно, вашето присуство денес на свечената академија го препознаваме како јасна поддршка на нашите заложби за развој и унапредување на ракометот во Кавадарци, за што ви изразуваме голема благодарност. Денес прославуваме еден многу значаен јубилеј од ракометот во Кавадарци. Јас со својата спортска активност практично сум врсник на овој јубилеј и ми представува посебна чест и задоволство, еве, на возрастни години да имам прилика да зборувам за ракометот со кој бев поврзан цел живот. Ракометот како спорт во нашиот град екзистира од 1952 година и во периодот барем до крајот на 80-тите па и 90-тите години е водечки спорт во Кавадарци со најмногу успеси. Спортот воопшто е многу корисна дисциплина која е поврзана и со младите и со старите. Младите имаат вишок на енергија и таа енергија на некој начин треба да ја трошат. А најпогоден спорт, најпогоден момент е спортот за да се покажат, да се докажат, па и да се допаднат, а за старите пак, возрастните,
е задоволство што имаат можност, кога ќе идат на надпревар, да се издишат, да се извикаат, да им олесни барем за момент од секојдневните случувања и потреби. Јасно ли? На еден начин им е издувен вентил и кога нивната екипа напредува, има успех, победува, тие се задоволни, а што е уште поважно, и среќни. А тоа многу значи за човекот. Да кажам сега за ракометот, дека најнапред е измислен во Данска од Хогер Нилсен, наставник по физичко образование. Тој ги напишува првите правила за голем ракомет. Во Кралска Југославија големиот ракомет прв пат е прифатен во Загреб. Во Загреб има еден многу значаен ракометен работник Владимир Младеновиќ, кој формира неколку клуба како Метеор, Шпарта, Граѓански, Конкордија и од 38 година организира дури и градско првенство. Меѓутоа, ние ќе зборуваме денес за ракометот после ослободувањето. Пак после ослободувањето Загреб е носител на ракометот. Први во 1948 година формираат ракометен сојуз на Хрватска. Една година подоцна е формиран ракометниот сојуз на Југославија во Белград. Ќе ви кажам еден интересен податок. Во првиот управен одбор на ракометниот сојуз на Југославија од Македонија влегува 20 членови. Тоа е нашиот основачов дека на клубот Лазар Лалков Леко, тогаш член на ЦК на Младина на Македонија, и еден исто така многу истакнат ракометен работник Никола Таневски, кој заедно со Никола Матовски го имаат формирано ракометниот клуб работнички. Тие се првите членови на Сојузниот ракометен одбор на Југославија. Лазар Лалков 1945 година по завршување на гимназија заедно со Тодор Грозданов, попознат како Тошо Грозданов, одат на Вишата физкултурна школа во Загреб. Таа е прва физкултурна виша школа во ранг на ВПШ. Една година подоцна е формиран и ДИФ, Државниот институт за физичка култура во Белград. Тој е веќе во ранг на факултет. По завршувањето на ова висока виша поправо физкултурна школа, Тошо се враќа во Кавадарци и е референт за спорт, а подоцна и секретар на собранието, а игра и фудбал за Тиквеш, а Леко директно се враќа во ЦК и е одговорен за спортот во Македонија. 1951 година, учебната 51-52, доаѓа Лазар Лалков за наставник во гимназијата. Како член на Управниот одбор на Југославија, одма се зафаќа и како наставник да формира ракометен клуб.
а се игра тогаш само голем ракомет. На фудбалско игралиште со 11 играчи и тој во гимназијата формира екипа за голем ракомет. Тоа се Васо Зарков, Перо Андов, Драги Миленков, Лазар Бањански, Дано Нетков, Блашко Тентов, Ѓоко Еленов, Перо Андов и уште неколку други, сега во моментов не можам да се сетам. Овие одигруваат две меѓусебни надпревари на игралишето, ама некако како да нема интерес за голем ракомет. А од 50 година во Работнички, во Скопје, Матовски почнува да работи на мал ракомет. Леко увидува дека со голем ракомет не може да има некој голем успех и се определува за мал ракомет. Уште се вика мал, затоа што има и голем. Јасно. Формира екипа и 52 година на 29 ноември, празникот државен на Југославија, е формиран, организиран првиот ракометен турнир во мал ракомет на терените на Партизан 1 во Скопје, а тие терени се наоѓаат, сега се наоѓаат за ориентација, да ви кажам, наспроти Академијата на науките. А тогаш беше наспроти Филозофскиот факултет и Машка гимназија. Практично Партизан 1 повеќе беше со членови од Машката гимназија. На тој турнир учествуваат 4 екипи. Работнички, Партизан 1, Техничар, а тоа е се ракометари на Здравко Цветковски училиштето и гимназијалец наш. Значи, ние првата утакмица ја играме како под името гимназијалец. Настапуваат голмани Миле Атанасов Келтанот и Панче Јосифов Цфа, голмани. А играчи се Васо Зарков Попот, Попот го вика заради тоа што татко му беше свештеник поп, Ѓоко Еленов, Перо Андов, Драги Миленков, Јоцо Галев, Хорват. И уште еден се игра со 10 играчи. На тој турнир го победуваме Партизан 1, ама губиме од Работнички и од Техничар. Па, освен Работнички кој ги добива сите 3 утакмици надпревари, другите сите по една имаме, по една победа и по 2 порази. Со подобра гол разлика, а ние сме на второ место. Во втората година, тогаш за Техничар играат Славчо Атанасов и Боро Грозданов. Славчо е голман, а Боро пикар. На тој надпревар со леко се договоривме да се направи заеднички тим за мал ракомет од играчите од гимназијата и играчите наши кавадарчани што учат во скопските училишта. Во физкултурното училиште се Ѓоко Мукаетов,
Рисо Трајков или Риско Саравков, попознате овдека, Душко Филипов, Чемерски и Киро Данов. А во техничкото училиште се Славчо Атанасов, тој е брат на народниот герој Киро Крстев, најмал, Боро Грозданов, Ласко Катралов и Диме Јованов Кецот. Се договоривме со Ласко Лалков, јас да раководам со играчите во Скопје, а тој веќе си ги имаше во гимназијата, и договорени бевме кога ќе има прилика да се повикаат овие од Скопје тука на заеднички тренинг. И договорени бевме наредната година па да се учествува на турнирот, и така и беше закажано, за да стане традиционален. Меѓутоа, на редната 1953 година овие што беа приврзеници на големиот ракомет се спротивставија и турнирот дури не се одржа. Меѓутоа, потоа преовлада мислењето дека големиот ракомет не е така атрактивен, бара многу голем терен, многу играчи и веќе се прифати малиот ракомет, и за среќа веќе во 1954 година се продолжи турнирот, ама не на терените на Партизан 1, туку во дворот на браќа Миладинови од основното училиште. Се играше пак на 29 и 30 ноември на празникот со учество на 8 екипи. Ама денот се погоди, првиот поготово, дождлив, теренот се раскални и практично не беше можно да се игра. Се поделија на две групи, ние бевме во групата со работнички и со Партизан Битула и Партизан Струга, а другите беа со Партизан 1, Партизан 7, тоа е од женска гимназија, Велес и Кочани. Бидејќи беа несносни условите, се скрати, а за да може да и двете групи да го изиграат, да ги изиграат по 3 надпревари, како полуфинале, се скрати играта на по 15 минути полувреме. Да ви кажам и тоа дека веќе на овој турнир учествуваат и играчите и од Скопје и од Кавадарци. И овие што ги спомнав, што игра веќе на првиот турнир од Кавадарци, и овие што ги спомнав што игра, што учат во Скопје. А плюс нив и од Неготино играше еден попрекар Мемо од техничките училишта, ама многу добар ракометар, тој играше за нас. Само претходно не ви кажав дека во 1953 година овие од гимназија премина под патронат на ДТВ Партизан. Тогаш во цела Југославија се формира Друштво за телесно воспитување Партизан, и кај нас се формира. Прв председател на ДТВ Партизан кај нас беше Тошо Чимов Крпачот, а најмногу членови беа од бившите соколаши. Јасно, Тошо Илиев дечко, Тошо Долгиот,
Лазо Шахпазов, Лазо Галев, од бившите соколаши, да напоменам дека Соколашко друштво во Кавадарци е формирано 1928 година и е едно од најдобрите во Македонија. Тука се уште Вано Костов, многу добар, Васо Дубров, Душко Чемерцки, Ивтин Петров, Ацо Хадживасилев и овие Тошо Јанакињев и овие другите што ги спомнав. Значи, на овој турнир Тиквеш настапува под името Партизан. Јасно. Натаму веќе во финалната група, бидејќи ние бевме втори, работнички беше тога навистина многу јак и немаше конкуренција. Ние пропозициите такви беа од другата група, па првак беше Партизан 1. И наместо да се удвојуват први со втори од групите, пропозициите биле такви да првиот со првиот, вториот со вториот игра. И работнички го тепаше ова Партизан 1, а ние го тепаме Партизан 2 и наместо втори да бидеме, бевме трети. Понатамо веќе се редат успеси, ние сме секогаш прво, второ, најмногу до трето место. 1956 година играме како втори, стекнавме право да играме квалификација за влегување во прва лига. Па играме овдека со Црвена звезда. А Црвена звезда тогаш беше една од најдобрите екипи во Југославија. Бранеше репрезентативниот голмен Правуловиќ Занев. Тој Правуловиќ правеше чудо овдека, па изгубивме доста, негде 29-17 во Кавадарци. Се играше на ракометното игралиште. Да напоменам и тоа дека условите за играње беа многу лоши. Се играше на земјен терен. Ние најнапред играме во дворот на гимназијата тогаш, сегашното основно училиште Страшов Пинџор, потоа игравме на теренот на фудбалското игралиште и дури после направивме игралиште зад фудбалското игралиште, ама не беше прописно игралиште. Туривме некоја капана цигла, колку за да се знае од озгора дека личи на игралиште, ама не беше прописно игралиште, јасно. 1958 година првпат го освоивме купот. Предходната година со Графичар игравме и изгубивме во финале 15-14. Сега наредната година, 57-58, па им се реванширавме, па ние добивме со 14-13, ама со продолжение по 5 минути, два пати по 5 минути. Тоа ни е прв трофеј, прв освен куп. Тоа ни овозможи да напредуваме и 56 година заборавив да ви кажам дека игравме прва интернационална утакмица со Висбаден и тепаме 21-17. Тоа ни е прв меѓународен надпревар. 1961 година, 62 година веќе освоиме и прво место во Републиката. Да ви кажам само тоа дека на овој надпревар, кога го освоиме првиот куп,
Вранеа Боро Тасев и Цафата, а игра веќе Ванко Ќурчиев, Перо Андов, Драге Миленков, Ико Мукаетов, Ѓоко Мукаетов, Боро Грозданов и Јоцо Данов во 61 година, 61-62 година веќе го освоивме и прво место. На турнир во Куманово, многу значаен турнир, претходно се формираа зони и прваците од зоните се одлучи да играат на неутрален терен. Игравме во Куманово. Првиот надпревар го игравме со Југ и игравме нерешено 12-12. Вториот надпревар го игравме со Работнички, уште се викаше тогаш, од Велес, и на 4 минути пред крај им водевме со 3 разлика. Најдобриот тогашен судија Крсто Бојаджиевски досуди пенал за нас и кога го досуди пеналот, Миле Картовалиев, кој играше за Работнички од Велес, мудри еден бокс на судијата, потоа отиде на записничката маса, го удри записничарот и ја преврти масата. Го скина записникот и настана една немила сцена. А велешани беа дојдени со цела композиција навивачи и 3 автобуси. И настана одма една несносна ситуација, благодарение на тоа што се играше на игралиштето на офицерски дом, а таму пак беа офицери, службеници на Иван Чемерецки, татко му Душко, и Томо Томовски на Миле Цепанов, брат, а на надпреварот беше и Линката, ученик наш во Шумарското училиште, многу пријатен човек, заедно со еден од полиција, ама во цивил. Настана таква ситуација, први избега Пане Малинков, заборев и Пане да го кажам, Пане Малинков и Ѓуи. Они прерипале преку една авлија во двор и право во хотелот се заклучиле, а избегал и Гошо. Сите други останаме тука. Бевме во ситуација да не истепаат. Тогаш се појавија и Душко Чемерски и Томо, а извади пиштоловој придружникот на Линка и испука 2 куршума во воздух. Па така се сопреа велешани, имаше и 20 војници што го следеа над преварот, со нашите офицери успеавме да влеземе во кабината и така се спасевме. Игра тогаш составот беше Перо Ризов и Гошо и Ристо Андјушев голмани. А во одбрана игра Ристо Шандаров, Симеон Монко Ќурчиев, Јордан Илков Ѓуи, Ико Мукаетов, у напад игра Ванко Ќурчиев, Добра Зафиров, Драге Мицајков, Диме Велков и Ристе Белевски Кокушот. Тоа беше
една прекрасна екипа, која беше многу борбена и знаеа да играат. Не се штедеа, беа многу борбени и меѓу нив владееше многу големо другарство. Мене ми беа навистина љубимци. Да кажам и тоа дека во првите, така, од 52 до 60 година во клубот работеа како тренери Лалков, додека не отиде да работи како директор на Работничкиот универзитет, Ѓоко Мукаетов, Ристо Трајков, јас ги заменував кога имаше потреба, се водев како технички раководител, помага и постарите играчи. Значи, се играше на аматерска основа, немаше никој платен и затоа после овие што навистина беа стручници, како Ѓоко и другите, бидејќи кај нас не се плаќаше, мора да идат и на друго место. Ѓоко, например, многу е заслужен за ракометот во Неготино. Он отиде таму тренер и он го подигна ракометот во Неготино. Овде бевме пречекани изворено. И знам дека Тоден Умчев, кој работеше во Радио Кавадарци, врши преносот тој надпревар. Наредната година го освоиме купот. Овие истите играчи го освоија купот на Македонија, го победивме Работнички со 15-14. Тесен резултат, јасно ли? Меѓутоа, Работнички да се победи тогаш, навистина беше многу тешко, тој беше веќе прволигаш. Наредната 1953-54 ни е најуспешна. Тогаш станавме повторно прваци и играше ова истата екипа. Голмани Перо и Гошо и другите играчи. Ни дојде веќе Васко Јосифов од Скопје, претходно играч на Трговски, Вардар и Југ, комплетен ракометар, што многу ни помогна, левак, дисциплиниран, исполнителен, така да ни беше многу јака потпора во клубот. Така да, покрај овие што игра Данчо Голче, Данчо рече го Джуи, Ико Мукаетов, Монко, Ванко, Добре Зафиров, Драге Мицајко, Диме Велков, Ристе Шандаров, тога влезе и Ѓоко Тодоров. Тоа беа главните играчи кои го освоија првото место. Стекнавме право да одиме на турнирот за влегување во прва лига. И турнирот се одржуваше во Црнагора во Плевле. Патувањето ни беше ужасно. Тргнавме одовде до Скопје со автобус, од Скопје до Пријеполје одевме со воз, со намера преку Лим од Пријеполје за пол саат да идеме до Плевле. И во четврток да бидеме до 12 саатот во Плевле. Меѓутоа, ноќта Лим ја го однал мостот и беше прекинат
се обраќајат за Плевле. Не се вративме на една централа на Лим, едно 15 километри од Пријеполје и тука чекаме автобус. Автобус дојде, ама беше полн и не можеме да се качиме. На крај ја бев приморан да се качам, а цел ден го поминавме пред полицијската станица, каде што немаше ништо друго и имаше една трафика таму, па децата можеа да си купат по нешто бискот или нешто бомбони и бевме и гладни. Јас со полицаец на мотор морав да заминам во Пријеполје, да ангажирам автобус, па со тој автобус вечерта тргнавме преку Лим, горе на извртевме еден прибој на, дури на прибој на Лим отидовме, па вртевме и ноќта стигнавме во 1 часот во Плевле. И наместо да бидеме сместени во хотел, не сместија во камп. А кампот, шаторите од дождот прокиснати, така да немавме услови да преспиеме. Само 2-3 имаше што отидоа да спијат во хотел. И утрето во 11 сато требаше да играме. Како да играш? Тоа беше причина што ние не успеавме да имаме подобар резултат во Плевле. И па изгубивме со еден тесен резултат, таму на перо не му тргна, ама затоа па Гошо беше, мислам, му беше најдобра утакмица. Чисто не можеа да му дадат гол. Најдобриот нивни играч Ченгич се фачеше за глава како може да му одбране Гошо такви шутови. На крај не победија судиите, еден од Риека и друг од Загреб. Едниот, знамо, ти беше малку накривнуваше, ама тие биле, разборме, после купени од Плевле. Утре дента игравме со ова Лесковац, Дубочица, тие претходно играа во прва лига, а таа година беа вратени назад и беа добра екипа, ама ние ги изморивме. На крај и тие отпадна, незаслужено Плевле влезе во прва лига. За сметка на тоа, ние исто така не влеговме во прва лига, па се вративме назад. Наредната година го освоиме второ место, потоа 67 и 68 играчите овие од првата лига, од првиот состав замина војска, така да имаме проблем да го подмладиме тимот. Не кажав предходно дека во Плевле Драги Мицајков и Диме Велков заради испити не можеа да дојдат, така да и тоа не се одрази на играта. А они не беа исто така главни играчи. Тога јас имав многу мака со млади играчи, благодарение тогаш Стаса, Васко, Стефанов, Димитров. Ние Стефанов тога го водевме, после имаше и Димитров, па Стефче Ѓорѓиевски, па дојдоа така помлади Лазо Масларков веќе и створивме на некој начин екипа, па се одржавме некако, ама тога имавме и најслаб резултат, негде 7 место, до 7 место дојдовме, што никогаш не било случај, секогаш сме биле први, втори или во ретки случај трети. Да ви кажам уште еден податок.
Ние веќе два пати имавме освоено прво два купа. Освоиме трет куп без да добиеме пекар. А што се случи? Ние во полуфинале го добивме надпреварот и одиме во финале. Другиот полуфинален турнир нема резултат. А нема резултат затоа што Пелагонија и Струга се степале на надпреварот, го прекинале надпреварот и санкции двете екипи заради беа казнати со временски казни и за известно време суспендирани. Нас не обавестија од Сојузот дека сме победници на купот, меѓутоа отинесевото игра надпревар, ние не добивме пекар. А пекарот го даваш цека на младина. 1971 година веќе играме во последна година во Републичка лига. Со работнички, со Пелистер на крај имаме исти бодови, по 33. Ние имаме и повеќе голови дадено, 402, тие има 380. Ама имаме помалку и повеќе голови примено. Они успеа да влезат во прва лига, само со гол разлика, а ние останавме како втори, ама како втори, наредната година се формира Сојузна лига и влеговме во Сојузната лига. Ама за сметка на тоа што они беа први, па ние ги победивме со 9-6 во купот, така да го освоиме четвртиот куп. Практично третиот, бидејќи предходниот не ни го признаа, не го добивме купот, како што ви кажа. Од 71 до 85-6 година нашата екипа играше во втора Сојузна лига. А тоа беше навистина јака лига. Во втора Сојузна лига игра во Војводина, од Војводина Инџија, Пик Инди, Апатин Инџија, Пролетер, Зрењанин, Динамо Панчево, Суботица, од Белград Партизан редовно беше во втора лига, оти беше втора Запад, втора Исток, ние беме во втора Исток. Од Србија уште игра Крагуевец, Чачак, Металопластика, Железничар Ниш, Лесковац, од Црнагора игра Ловчен од Цетиње, Плевле, Рудар Плевле, Сутјеска, Колашин една година играше и од Косово игра исто така многу екипи. Глоговац, Урошовац, Пеќ, Косовска Митровица, Приштина, Гнилане и од нашата игра во главно. Ние Пролет играше едно време, влезе и Гевгелија, известен период се менува. Така да, и тогаш имаме многу јака екипа. Тогаш веќе игра во екипите стаса оваа генерација на Мирков, на Златев, Темо Златев, Славе Атанасов, од голманите веќе дојдоа Дуганов, Дуков, Шкрипевски, па Гоја, Димитро Блаже, Диме Ризов,
Па имаме многу добра екипа, прекрасни пикери имаме, Орце, Клинчаров, се вратија Трајко Клинчаров, Трајко Камчев веќе играше тука, па игра уште известно време и Монко, до 73-та Иванко, па Ристо Белевски подолго време играше, па имаме други пикари, Влаинков, речи го Сапунджиев, Блаже Василев, па потоа крила добри, Зоран Јошев и Тони Петровски, Блаже овој добар беше Василев како пикер, Зоран Јошев, Коцо Јошев. Така да имаме прекрасни и многу добри играчи. На младите играчи на Тиквеш, кои треба да ја продолжат традицијата на клубот, им порачувам да го сакаат клубот, да владе меѓу нив другарство и пријателство, да се борбени, пожртвовани, да се желни за победа и да имаат спортски дух, да го вратат во клубот над преварувачкиот дух, да се вратат на времето кога клубот навистина имаше успеси и да го повратат авторитетот и успехот на старите. Да се носители на ракометот во Кавадарци во интерес на градот, да го афирмират со тоа, а со тоа и да афирмират и Републиката. Им пожелувам многу успех.
се вашите сеќавања за ракометот во времето кога вие играхте ракомет? Па, има многу нешто од кои можам да кажам времењата од постарите генерации, па и помладите. Ние овој успех го имаме затоа што меѓусебно имаше такво другарство што никогаш и ни една фамилија не може да го има. Тоа просперираше 20 години. Сето тоа малку и самата федерација нешто ни замеруваше, затоа што Кавадарци со така мал град, а така голем успех, што би можело да биде? И почнаа да не, едноставно да не игнорира. Кој најголем успех беше во ваше време кога си играш? Најголем успех во наше време беше влезот на Тиквеш во втора лига, па и тамо у Плевие кога играпе за влез во прва лига, водеве прво, секој прво полувреме, од кои 4 изиграме, по 7 гола разлика, на крајот изгуби. Кога се пензиониравте, кога избегавте од спортот, од активното играње на ракомет? После 65-та, 67-та до 70-та, па после ја отидов судија, па делегат, па контролор. До скоро време се бавев со спортот. Дали сега пратите средби, ракомет, гледате ли ракомет? Па нема у Кавадарци ракомет. Мислам многу светскиот ракомет. Обавезно. Не сум испуштал ни една утакмица. Тоа ми е хоби и тоа ми остана. Тони долго време играше ракомет, сега веќе не игра, го следиш ракометот од дома. Да, го следам од дома, малку само ние, мислам јас и Месларков, и уште сме активни во младинска, во сениорска репрезентација на Македонија, како пензионери. Ние имаме издружение на ракометни ветерани на Македонија, таму сме во репрезентација, така да уште сме на некој начин активни. Прв слушам и че ви честитам за активноста. Да. Значи уште сте во топ позиција. Уште сме во движење, да, уште ракометот, знаеш, ако не е во крвта, како овие сите овде кои се собрани колегите, толку време сме играле и оставиле младоста од асфалт па до спортска сала, значи таму конкретно јас 15 години на асфалт, по уште 10 во спортска сала и Вкупно 25 активен. 25 активно играње, да. Кој е 32 години. кој период е според тебе најуспешен, кога Тиквеш имаше најголеми успеси? Види, па Тиквеш имал од секогаш успеси, меѓутоа нашите генерации, да речеме ние од 78-9 па до 2002-3 година, има повеќе успеси. Сега кој да ги одберам, како ние во бивша Југославија се оформи, се испаднавме од втора лига, па се оформи меѓурепубличка лига, па игравме Македонија и Косово, па освоивме прво место, па постоја се нели дојде до распад на Југославија, па се оформи Македонска лига наша од 91-2 година, па од прво место, па игравме во Суперлигата наша, дошто успешно во Македонија, 7-8 години. Тиквеш секогаш имал добри играчи и добри ракометари. Што се должи тоа според вас? Па, видите, Кавадарци секогаш бил расадник. Еве, како денеска што слушам од господин Ставров од 52 година, па наваки. Значи, од секогаш имало добри спортисти, добри ракометари, поготово. Сега да не се навраќаме на сите овие понапред, меѓутоа и денеска јас одам во спортска сала
Има младинци, има деца кои што се талент за ракомет, што играат, и прво место пионери, па младинци, по овие Блаже Велков, што и тренери исто се добри. Значи, од секогаш имало Кавадарци ракомет, само може би треба, како што каже и председателот, малку повеќе ангажиране на фирми, компании кои би помогнали до нешто време, така дојде. Се измени условите, порано се играше без пари, играхме сега за со љубов, за сега нормално се врзано преку пари. Тони многу успех во работа. И успех во работата на тренерите и младинците, имаме потенцијал. Пристан сум колку што можам на игралиште горе на спортска сала. Има, значи, пионери и младинци кои се верувам во тие еден и репрезентативец имаме, значи клубот, верувам во клубот и пристан сум и колку што можеме помагаме. Популарниот Чемо е пред нас. Убава средба 65 години ракомет Кавадарци. Како ја доживеа оваа атмосфера? Па искрено благодарност на организаторите за оваа средба. Ова се многу убави моменти, ретки моменти, што викаме дај Боже овакви љубилеи да ни се множат. Овде се собрани малтере сите генерации од основање на почнување да игра ракомет спорт Кавадарци до овие најмлади генерации. Што би ни кажале за вашето време кога се играше ракомет, што ви сега? Па и условите во време кога ние игравме и сега се доста различни. На некој начин тогаш спортот се играше со љубов. Може да кажам само дека тој спорт во наше време ни даде едно убаво воспитување, почитување према луѓе, на некој начин не социализира сите. Спортот од секојаш бил врзан со развој на економија. Меѓутоа, доколку пари стално може да се најдат помалку, доколку сите овие луѓе кои што ги гледаме овде, кои што има и добри стопанственици, успешни стопанственици, се здружиме заедно, мислам дека може ракометот Кавадарци да го издигне на ниво кој што го заслужува. Тука би додал една напомена, значи ние од наша генерација, вклучувајќи Тони Петревски и Миле Масларков, сме членови на едно здружение на ракометни ветерани на Македонија. Тоа е екипа во кој што се наши членови си прославени играчи од време на бивша Југославија. Тоа покажува дека со желба, со ентузијазам, со нешто што не бараш спортот да ти врате, може само да се успее напред. Би напоменали тука дека не учествуваме на повеќе турнири во рамки на бивши југославенски републики, едно прекрасно дружење, евоцирање на спомени, малку играње и така. Сега помагате ли на тие ако ве побарат? Во секој случај да. Димитар Влаинков, познато име, легенда на нашиот ракомет. Како ја доживеате оваа атмосфера денес? За мене е многу добра, али ја не смеам да кажам за тоа што јас сум еден од организаторите, ја и Јосиповски и да речем и Добре Ставров, и за тоа други треба да кажат за оваа атмосфера. За мене е многу добро и прекрасно и пак ќе останам на тоа да кажат другите. Ова е прекрасно дружење, на едно место собравте многу генерации ракометари. Кога ја организиравте оваа манифестација, веројатно тоа го мислевте. Речете ми, зашто Кавадарци е град на ракометот, после Скопје, еден од најголемите во Македонија? Ако сте биле на излагањето на господинот Добре Ставров, ќе сте чуеле и ќе сте разбереле многу работи. За тоа што Кавадарци е колевка на ракомет. Па може да ви кажам, јас сум скоро 50 години во ракометот, од мои 13-14 години, и
сите работи ги знам, али тоа треба некоја емисија да седнеме, да го образложиме тоа поподробно и да се спремаме поподробно да го кажеме пред народ. Некој се играше ракомет од ентузијазм, сега се играе за пари. И тоа е нормална работа. Порано игравме ни на отворено, на снег, на дожд, на сонце, на асфалт. Сега имаме прекрасни услови, али нема пари. Парите го прават сето. Ако има пари, че има се, ако нема пари, имаме таленти, прекрасни таленти имаме. Сега да ви кажам дека може и предходните интервју ви кажале дека ние имаме деца до 15 години ще се први у Македонија, што немат ни една утакмица изгубено. И мислам дека тие деца понатака ќе продолжат така, макар што од тие ни избегаат, да речеме, едно у Германија, отиде едно у Австрија, а и сега не јавува дека ќе ги земат тие деца за тоа што условите кај нас се тие, а например да речеме у Металург, у Вардар, се подобри условите. А да ви кажем една друга работа. Ја стално се фаќам у мислите, кај не би бил крајот нас, ако ние беме у сала, ако ние беме со 5 тренинга 6 неделно, а ние имаме тогаш 3 тренинга, али играеме втора лига Југославија. Може да мислиш што е втора Југославија. Сега имаме само 2 клуба у Македонија, Металург и Вардар го имаме. Што е тоа? Тие имат пари, тие стварат. Може би малку грешам, али сакам да ги повикам сите што сакат да помогнат не само на ракмет, на сет спорт, затоа што за мене спортот е многу битна работа. Нормално, ракмет го сакам и ќе го сакам и од кога постојам и додека ќе постојам ќе бидам присутен таму. И затоа викам, апелирам тоа луѓето што сакат да го помогнат ракмет не само финансиски, и поддршки, и у секој дел, али најбитни се финансите моментално. Сега за сега не сме лоши, али сакам да бидеме още подобри за да створиме многу деца. А можеме да створиме за тоа што градот Кавадарци има многу талент. Организаторите организираат, а оние што беа присутни треба да ја дадат оценката за тоа дали сме ја погодиле целта. Значи идејата, како што и кажав, беше да се одбележи овој значаен јубилеј. 65 години организирано играње ракомет во Кавадарци не е мала работа. Особено што и од излагањето на Добре Ставров можевме да слушнеме дека овој град навистина бил ракометен центар во Македонија. Она што може би не го кажа до крај е дека онаа 71 година дали Пелистер или Тиквеш ќе оди во прва сојузна лига одлучуваше кој има сала. Битола имаше спортска сала и затоа ракометот во Битола отиде таму кај што отиде, а во Кавадарци е на овие гранки. Значи, добро беше да се подсетиме на почетоците. Реков дека без корен тешко се гради нешто. Коренот ние го имаме, треба само да работиме и да анимираме што повеќе деца да тренираат, да играат, а ние да создадеме услови. Ние редовно правиме едно предновогодишно собирање на ветераните ракометари од ракометен клуб Тиквеш, спортски работници, тренери кои минале низ клубот, така што не ни беше тешко да се собереме за овој па уште позначаен момент, настан јубилеј, така што ми е исклучително мило што сите го препознаа моментот и значењето на јубилејот и беа присутни овде. Нивното присуство практично ни дава сила да продолжиме да работиме понатаму. Есенскиот дел од сезоната е зад нас. Може одговорно е да се каже дека заврши неуспешно. Од 13 одиграни надпревари обезбедени се само 3 победи, што е резултат за секоја критика. Наместо да играме подобро, играме полошо. Ние мораме да направиме анализа зошто е тоа така и да преземеме соодветни
мерки да некои работи ги исправиме. Знаете, тешко е да се почне од нула, значи немате на што да се подпрете. А нас тоа ни се случи, да после 5 години абстиненција на ракомет во Кавадарци, ние почнавме од нула. И мислам дека колку и да сакаме ние да нешто направиме, да имаме некој подобар резултат, објективно е тоа што сега го имаме. За мене приоритет треба да биде обезбедување на некоја финансиска конструкција и воспоставување некој систем на работа со младите. Само голема, богата база на деца кои ќе тренираат од своји 8-10 години и кои ќе ни го полнат првиот тим со играчи, ни дава гаранција дека ќе имаме подобри резултати. Мора тој период да се помине, значи за да се создаде еден играч е потребни се неколку години, така да јас без оглед на негативните резултати очекувам дека во некој нареден период веќе ќе имаме поинаква слика. Сосем на крај би сакал да изразам една огромна благодарност до Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, без чија помош не ќе беше можно да се организира оваа академија, како и на сите оние други субјекти кои што го помогнаа организирањето на коктелот, винарска визба Тиквеш, ресторан Ексклузив кој го приреди коктелот, Минекс и Дирок.